Интерактивна представа која прави осврт на начинот на кој интернетот остава трага на човековиот живот. Феноменот на интернет заедниците е учењето, музичката разновидност, видеоигрите, општата култура. Screenagers волумен 2 е спој на мюзикал, предавања, концерт и видеоџокеј, кој што се фокусира на начинот на кој долгото седење пред екраните влие врз колективната свест. Изведбата на представата беше во рамките на Млад отворен театар со поддршка на Францускиот институт. Ние сме на крај на една програма која што започна во текот на оваа пролет и во рамките на која представивме на нависина богата и разновидна програма, во рамките на која имавме современ танц, имавме книжевност, имавме исто така гала филмски вечери. Ние продолживме, се разбира, и во рамките на почетокот на оваа есен со многу убави, прекрасни представи. Посебно имавме уличен театар кој што театарска група која што настапи во рамките на Скопската Бела ног. Имавме исто така филм, имавме фотографија, имавме исто така повеќе изложби и една линија која што еден линк кој што не водеше ни целата програма, тоа беа дигиталните уметности, односно идејата да се донесе нешто ново, нешто иновантно во Скопје. Ние поаѓајќи од тоа, поведувајќи се од тоа, донесовме навистина прекрасни уметници, исто така и прекрасни изложби и во тој контекст сме навистина многу радосни што ја поканивме и ја донесовме Барбара Матиевич која настапува со својата представа Screenagers втор дел. Представата е доста иновантна, доста интерактивна, доста смешна и забавна за публиката и посебно се обраќа на младата публика и сметам дека е интересна за неа. И ете, на некој начин таа прослава на 50 годишнината се приведува кон крај. Ние ќе завршиме за неколку дена, односно на 27 ноември, со презентирање на една многу убава изложба насловена како Француските уметници на галеријата Остен, која што ќе биде прикажана во Чифтеама. И дојде време на некој начин да се спушти завесата, после една прекрасна година со многу богата програма и ни овозможува да на тој начин се свртиме и кон следната година, кон иднината, со една програма која што ќе биде насочена кон младите и кон се она што е иновантно во светот на уметноста, а посебно дигиталните уметности. Nouvelle forme d'art comme les arts numériques. Tout d'abord, moi j'aimerais dire нашата уметничка група, односно трупа која што беше основена во 2008 година, веќе од своите почетоци го истражува светот на дигиталните уметности. Во секоја представа што ние правиме се обидуваме да им пристапиме на тие дигитални уметности од различен агол. Screenagers втор дел на некој начин презема одредени елементи од нешто што би можело да се наслови како музичка комедија, од друга страна исто така е како еден вид на предавање, но предавање што би се направило преку социјалната мрежа TikTok. Јас настапувам како соло, нема друг кој што настапува. На некој начин се обидовме тоа да го направиме како некакво лично, интимно, внатрешно патување, постојајќи си прашање што е тоа кога вие растете во светот на интернет. Ние, значи, представата ја замисливме како едно патување во кој што се посетуваат на некој начин сите тие светови што се присутни во светот на интернетот, независно дали се работи за e-learning, дали се работи за слушање на музика, дали се работи за тие интернет заедници кои што се создаваат и на некој начин, значи, како едно интимно патување во кој што просечниот потрошувач на интернет си поставува прашање во каква мерка, значи тој интернет свет влијае врз неговата свест. Нашата цел не беше воопшто да на некој начин дадеме некаков суд во однос на интернет. Има многу медиуми кои што веќе на некој начин алармираат во однос на опасноста што ја носи со себе интернет и говорат за тоа. Ние во рамките на нашата представа сакавме само да покажеме комплексноста на тој интернет свет и на некој начин да направиме еден чекор назад и да се поставиме во позиција на некој начин на наблюдувачи со цел да видиме сите заедно што тоа представува. Интерагир avec cet médium. Перформансот на Барбара Матиевич, звучните и аудиовизуелните ефекти во оваа музичка комедија во дигитално време создаде оригинален амбиент и единствено искуство за публиката. Преполната сала во МКЦ покажа дека скопската публика ја сака драмската уметност.